втора вакцина од страна на попишувачите, да го одложиме пописот на населението дома, почнувајќи од 5 септември до 30 септември. Предлогот кој што беше доставен од господинот Мицковски, со тоа го прифативме, се со конечна цел да сите повикаме на попишување во државата и да конечно после 20 години спроведеме толку важен процес. Наместо сега, во месец април, како што е планиран, да се одложи за месец септември, како можен период да биде 5-30 септември, 25 дена, апликацијата со која што се евидентира диаспората да остане активна до физичкото завршување на пописот, а локалните избори наместо на првата половина од октомври да бидат одложени за втората половина од октомври. Двајцата лидери имале успешна средба и за други прашања. Утре во собранието влегува изборниот законник за набавка на читачите на отпечатоци од прст, кои треба да бидат гарант за фер и демократски избори. Работни групи на власта и опозицијата пак ќе работат на други изборни реформи. Отворени листи за советници за локалните избори, една изборна единица за парламентарни избори, забелешки од ОПСЕ од ДИХР. Договорено е да се одблокира работата на парламентот. Пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе прави кворум и ќе дава поддршка за сите закони кои се поврзани со справување со здравствените и економски последици од ковид пандемијата. За постигнатиот договор заедно информирал и албанските партнери во владата, дуи Беса, а ќе има средби и со албанската опозиција. Во среда наутро во 10 часот, кога е закажана средбата на барање на Алијанса за албанците и алтернатива, каде што ги поканив да дојдат и координаторите на ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, Беса, еве, нека дојде и Левица. Прашањето за некаква широка или пак експертска влада не било отворено на средбата. ВМРО не бараше широка влада, напротив, тоа не беше од нас кажано, ние баравме експертска влада, односно влада за национален спас, создадена од експерти, но како што кажав, на оваа денешна средба, главниот мотив беше да спасиме што е можно повеќе човечки животи. На средбата било разговарано и за количините на вакцини кои ќе ги добие државата и за текот на вакцинацијата. Заедно Мицковски договориле и во иднина доколку има потреба да има нови лидерски средби. Катерина Нешкова, Сител Теле. Почитувани слушатели, тоа беше дел да изјавите на Мицковски и Зоран Заев, но јас пред да започнам со мојот коментар, моето видување на оваа средба која ја именував, насловив со пописот се одржа, но остана истите проблеми со пописот, со методологијата. И второто прашање кое треба да дадеме одговор или да дадат одговор, дали Заев уште еднаш го изигра Мицковски или пак дали Мицковски му го спаси политичкиот пат пропаѓање на Зоран Заев со оваа средба. Но пред да одам на таа тема, сакам да ве информирам, уште знам дека вие знаете, но меѓутоа должност е за фудбалската репрезентација на Македонија дека изигра 2 надпревари за светското првенство за квалификациите. Загуби од Романија со 3:2 во гости, а победи со Лихтенштајн во Македонија со 5:0, додека младата репрезентација под 21 година ја победи екипата на Бугарија. И, почитувани слушатели, јас би сакал уште една почит да оддадеме сите заедно на нашиот великан, на македонецот Зафир Хаџиманов, кој почина од исто така од ковид пред 2-3 дена со една негова убава песна Саноќ 7 трено. Саноќ 7 трено Sanoć pije. Is the studio work, Chris? I don't know. Site svirkite.
svirujam, site pesmi spevujam, koga tebe treno, te spomnujam, site pesmi ispevujam, koga tebe treno, te spomnujam. Čaša slzi treno, napolujam, bela riza treno, nakopujam, nagradijam, isušujam, koga tebe treno, te spomnujam, kamen zglavije kreno, na mestu tre postelja treno, postelujam, reka neme, zaća treno, koga tebe treno, te spomnujam, koga tebe treno, te spomnujam. Зафир Хаджиманов, почитувани слушатели, нека му е лесна земјата, остави големо дело зад себе, голема во културната ризница на македонската народна забавна песна и изворни песни ќе остани Зафир Хаджиманов забележан, но исто така Зафир Хаджиманов знаете дека играше и беше и актер, во Македонска крвава свадба и некои други филмови. Нека почива во мир. А сега да се вратиме на темата, почитувани слушатели, за пописот. Имено јас сакам на почетокот да ја поздравам заложбата на Мицковски за одложување на пописот, а исто така и за другите прашања кои ги имале разгледано со наркодилерот Зоран, но меѓутоа сепак остана прашањата кои, впрочем, јас можам да кажам воопшто не сум задоволен од, ако не се превземат понатаму
следните чекори. Најнапред би сакал да кажам дека под притисок на македонскиот народ, под големото задоволство на македонците, особено во Австралија, Канада и Америка, каде што едногласно бевме сложни и овој пат дека овој попис треба да се одложи и да се бойкотира, затоа што не е корисен за нас македонците, затоа што тој попис е партиски попис, дури не е ни политички, да сметаме на државно ниво политички попис, но меѓутоа е партиски попис помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети. И дали Зоран Заев доби уште еднаш подкрепа од Мицковски, со ова ќе зборуваме понатаму. Но меѓутоа, она што ме интересира, односно што сакам да споделам со вас, почитувани слушатели, овде во Австралија, и пошироко кои ме следите преку социјалните мрежи и Фејсбукот, имено, јас сакам да кажам дека се соочував со поголеми проблеми, потешкоти и навреди, со вртоперци, со лигуши, луѓе кои се лигават, кои ме плукаат заради информациите кои ги споделував дека пописот не е валиден и треба да се одложи и да се промени законот. Законот за пописот треба да се поништи целосно. Запамтете, законот за пописот во септември треба да се поништи целосно. Во изјавата на Мицковски слушнавте дека остануваат апликациите за диаспората. Јас воопшто не се сложувам со неговиот став. Јас не сум никој и ништо, јас сум еден обичен македонец, Ицо Најдовски. Меѓутоа, моето незадоволство ќе го кажам заради тоа што во тој попис зборував цел месец, повеќе од еден месец, почитувани слушатели. Добро ја проучив нивната методологија на тој попис и им одговарав дури и во македонските медиуми, споредувајќи го пописот, политичкиот, партискиот политички попис на Македонија и статистичкиот попис на Австралија. Ништо тука нема заедничко. Апсолутно. И оние последните, например, притисоци што се вршеа кон вас, кон нас, македонците, дека мора да се попишиме, дека треба да оставиме трага, дека треба да оставиме нишан, дека треба да оставиме белег, не почитувани мои македонци, не почитуван мој македонски народе. Лажат, ве лажат за пари од незнаење, од лигавење, од љубомора. Не. Зошто не? Има повеќе работи зошто не. Во еден статистички попис, прво и основно што е, на денот на пописот се попишуваат лица кои живеат во дотичната држава. И тоа е свршена работа. Во случајов е Македонија. На денот на пописот, треба пописот да трае еден ден и точка. А овој попис трае 6 месеци. Со него можат да се играат кошкапа, со него можат да се играат котка, со него можат да се играат што сакаат. Значи, пописот треба да трае само еден ден или пак најмногу нека биде една недела, но никој нема право да попишува друг човек. Тоа се основните човекови права. Тие се плюс попишување на други личности е прекршување на Европската конвенција за човекови права. А статистички попис зошто е потребен? Статистичкиот попис е потребен за да е даде сликата во Република Македонија на населението кое живее во Македонија, како да ги употреби финансиските средства од буџетот и ништо друго. Тие финансиски средства треба да се поделат по општините, во локалните самоуправи. Тие финансиски средства треба да се поделат за потреба на болници, за потреба на училишта, за потреба на деца со посебни потреби,
за потреба на студенти, за потреба на новинарство, за потреба на изградба на училишта, изградба на болници, изградба на патишта. Не треба да се попишуваат иселениците. За иселениците има место и има институција каде треба да се попишат. Значи, таа е едната работа, што овој попис не е статистички, туку е политички. И затоа се растрчаја Артан Груби во Косово, во Албанија, пак Бујар Османи отиде во Швајцарија, во Италија, во Германија, отиде во Шпанија и на други места. Па гледаме по социјалните мрежи, јас ги немам тие техники сега да ви покажам и од компјутерот, каде што можеби ќе можам да ви покажам, но не би сакал да ви сметам. Еве, ќе ви покажам тука. Како се наредени, ги имате видено, меѓутоа еве како се наредени 11 македонски пасоши, отворена е апликацијата за попис и овој човек сега попишува колку сака, како јас што ја попишав мојата покојна мајка. Повеќе нема да го мрдам ова, почитувани слушатели, затоа што ми бегаат и мислите од главата. Значи, средбата беше добра, да, беше добра, меѓутоа требаше да се изнуди промена и нов закон за пописот. Во Македонија доделени се околу 140 државјанства на Косово. Затоа Артан Груби отиде во Косово и оттаму од идниот премиер на Косово ја добивме пораката дека треба да се попишат сите на пописот во април кој требаше се одржи сега. Исто така од Еди Рама добивме порака дека албанците одлучуваат за пописот, а не македонците. Оттаму, почитувани слушатели, вие кои сакате да верувате во Зоран Заев институциите, особено кои сте овде во Мелбурн, во Аделаид, во Перт, во Сиднеј и во другите градови, јас ќе ве замолам да се воздржите малку. Не станува збор дека ние треба да се попишиме. Кој е тој македонец што не сака да се попише? Кој е тој македонец кој не сака да остани Република Македонија, осем Заев и зомбите негови? Зоран, наркодилерот, кога имаше 40 починати завчера, тој со Филипче, со Вилипче, ние велиме Вилипче, со Вилипче од Охрид, по урнекот на австралиските моторџи или американците, се шетаа со нивните големи мотори, не водејќи сметка дека умреја, починале 40 личности во болниците. И вчера починаа над 40 личности во болниците. А нив мува не ги лази овде по главата или по увото. Мува не ги лази. Тие немаат ни грев, тие немаат ни одговорност, немаат никаква и ништо. Да продолжам со пописот, да не се оддалечувам. Значи, првото беше статистиката. Во Македонија е потребна статистика, статистичка бројка, затоа што, како што рече и еден колега новинар, и онај албанец од Тетово или од селата Тетовски, и онај од Струмица, кој е сиромав, исто е сиромав. И Али Ахмети е богат, и Зоран Заев е богат. Али Ахмети не им дава на албанците пари и јадење, освен што ги лажи за пизма против македонскиот народ. И обратно, да не ги брани именашите дека се цвеќина. Исто тоа е. Значи, политичарите не втурнаа во овој лавиринт. Нема, почитувани слушатели, нема, почитувани македонци, попис. И во септември нема да има попис ако не се смени методологијата на пописот, на законот. Мора да се отстрани попишување на диаспората. Тоа е надвор од здравиот разум. Надвор.
Зошто го велам тоа? Затоа што во Австралија сега во август е пописот, националниот попис на Австралија. И на денот, на 9 и на 10 вечерта се попишуваат само лица кои се присутни во Австралија. Ги исклучуваме дипломатите. Во тој попис овде ќе се попишат и личности кои се туристи, и студенти од други држави кои се присутни, и туристите кои се од други држави. И во куќата на живење се попишуваат лицата кои се присутни. Лицата кои се присутни. А за возврат се дава адресата каде се тие. Но во моментот се нашле во куќата на Ицо Најдовски Перин, две фамилии, тие ќе се попишат тука, на тоа место, меѓутоа ќе ги дадат адресите на живење каде што живеат моментално. Значи нема попишување со сведоци. Тоа кај го најдовте богати, кај го најдовте само изум продавате, само мозоци продавате. Од каде толку станавте научници, големи ајштановци, со сведоци, па и не знам тој наш народ македонски, дел од нив, како ви дава таква поддршка? И плюс ги сцкате, змивчина им пуштате на нашите луѓе во иселениците, да се попишале од и било патриотски чин. Предавство е тоа. Предавство е тоа на македонскиот народ, на македонското поколение, на македонската историја, на македонската иднина. Предавници. Тоа е предавство. Се знае што е статистички попис, се знае што е политички попис. Не измисливте вие топла вода. Не измисливте вие топла вода. Се знае што е топла вода. Се знае што е предавство. Ја предадовте Македонија. Го предадовте името на Македонија. Северна. Го сменавте уставот на Македонија. Никој не реагиравте. Се откажавте од македонците во Пиринска и Егејска Македонија и во Албанија. Никој не реагиравте. Се откажавте од античката историја. Никој не реагиравте. Се откажавте од средновековна историја. Никој не реагиравте. И сега демек ви дојде попис о вас, патриотизам да ви биди. Страм да вие. И на сите страм да вие што го подкрепувате. Зарем толку сме ние налудничави, не знаеме што е корисно и што е добро и што е лошо. Не сме налудничави, почитувани. Не сме налудничави. Да знаете, пописот ќе го прицниме и нема да се одржи. Нема да се одржи. Има доволно Македонија патриоти. Рајѓала мајка Македонија патриоти и пак ќе рајѓа. Рајѓала и предавници. Но предавниците брзо заминувале. Знаете како завршуваат предавниците. Или ќе бидат погубени од својот народ, или ќе бидат погубени од непријателот. Затоа што е предавник. Тој не може и на две столици да седи, и на едната и на другата. Знаете како завршуваат предавниците во војните. Ќе ги искористат тие што им требаат, па потоа ќе му го тргнат кубурот. Предавници. Понатаму. Зошто не смее да се попишува? Затоа што ова е чисто демакедонизација, чистење на македонскиот народ. Чистење на македонскиот народ како државотворен народ на Македонија, на нашата татковина, една и единствена. Ние немаме резервна друга татковина, таа е наша е. Тука што се бара? Зошто се растрчани сега сите делови населени со албанско население, особено Албанија, Косово? Зошто се толку растрчани тие? Затоа што се бара процент во Македонија. Се бара процент и што ние сме на чекор на кантонизација и федерализација. Меѓутоа, сега со овој попис, тоа ќе се верифицира. Исто како што го лажевте народот со името. Не е легитимно името, не е легално, не е легитимен пописот, односно не е легитимен промената на уставот. Не е легитимно што се прави со Преспанскиот договор. Не е легитимен Бугарскиот договор. Не е легитимна тиранската
платформа. Еве, се ни е пред носо, се е легитимно, се работи. Се што ќе се речи се спроведува. И ние сме што? Аминджи само. Државјанства, се бараат нови државјанства, не баре малце бе оние на Бранко Црвенковски 140.000 доделени државјанства, сега нови државјанства се бараат. Не може и тоа, почитувани, не може и тоа. Пописот, пак ти кажам, мора да се одложи, особено пописот мора да се извади во пописот од методологијата графата дека се попишуваат сите државјани на Македонија. Тоа не може да биде. Се попишуваат жителите, државјаните кои се во Република Македонија. Во Република Македонија. На нив им треба пописот. На тие што се. И да биде распределбата на финансиските средства како што треба да биде. Попишувањето со двајца сведоци и вие го прифаќате тоа. Сакате трага да оставите со тоа и патриотизам. Не, нема патриотизам и трага. Никој нас нема да не попиши македонците со сведоци. Ќе ги попишат тие што треба да ги попишат со сведоци, за да се постигне нивната партиска политички договор. Меѓутоа, да влезам сега во вториот дел на моето прашање. Тој политички договор на умрениот, на мртвиот наркодилер Зоран Заев беше починат, беше само Мицковски требаше лопатата да ја земи и да го погреба. Со овој договор, со ова помирување, тој му го продолжи мандатот на нарко Заев. Му го продолжи мандатот на нарко Заев да владее и понатаму. И ќе владее, зошто да не владее? Итере, се игра со нас мајтап. Наместо да ја земиш лопатата, господине Мицковски, да го погребаш наркодилерот, да заврши со тоа дрогите, што ги сади, плантажите, да заврши со моторите, со оние што се прави мангуп, што го иритира македонското население до нема и каде, со неговите глупости, да заврши со неговата кариера, вие му дадовте живот. Зошто му дадовте вие живот понатаму? Вие знаете, че треба да одговорите пред јавноста и пред нас зошто е тоа така. Меѓутоа, јас нема да се сложам со вас дека, господине Мицковски, дека продолжува да обстојува апликацијата за диаспората. Не, господине Мицковски. Треба да се избориш да се поништи таа апликација, да се попишува диаспората. И диаспората нема да се попишува цела година, како што ќе му текне на Зоран Заев, а вие го поддржавте. И што ќе правиме ние цел ден, ќе висиме секој ден, ќе висиме ние по црквите, по општините, по фудбалските клубови, дома, ќе се попишуваме, ќе ни идат постари луѓе, помлади луѓе, некои со пасоши, некои без пасоши, некои со матични броеви, некои без матични броеви, и ќе играме ние каша попара или долга магарица ќе играме. Нема да играме ние такви игри. Нема да ги играме, нема да ги прифатиме тие со исклучок на тие што ќе им кажете што треба да прават, а ви се послушници. И тие ќе се соединат со нас дека станува збор за национален македонски интерес. Станува збор за македонски национален интерес. Мицковски ве изигра, господине, Мицковски ве изигра нарко Заев во собранието пред еден месец, кога си создаде мнозинство од 61 пратеник и си изгласа доверба. А вие пред тоа викавте дека кради, дека лажи, дека е предавник, дека го продаде името, го продаде уставот, ги продаде македонците. За сега вие да му верифицирате се што тој продаде и предаде како предавник. Ако вие, господине Мицковски, не му се спротиставите политички внатре, ние однадвор можеме да кажуваме вакви приказни. Меѓутоа, народот кој ќе дојде на изборите ќе го кажи своето јас.
И тогаш ќе се буните сите. Оти излегла левица, оти излегла десница, оти излегол овај, оти излегол онај. Народот не е задоволен. Нема леп да јади народот во Македонија. Секој ден ми се јавуваат по тројца, четворица. Ицо организирајте нешто таму, те молам. Умира човекот од прилеп, болничарот умира, некој друг умира, третиот нема леп да јади, четвртиот нема куќата му капи. Па слезете долу по селата да видите како живеат луѓето, како живее народот. Тутунот не им го откупивте, скапува во Прилепене, гледаме на телевизиите. Оризот не го откупивте во Кочани, грозието не го откупија во Кавадарци, јаболката не ги откупија во Преспа. И што требаше повеќе, што уште требаше Зоран Заев да направи, па вие да ја земите лопатата на рамо и да одите да го турните, да го погребате политички. Не зборувам за физичко погребување, да не се занесува некој. Да го погребате политички. Значи, толку многу предавства направе тој, толку многу злосторства направе, и еве го пак ве изигра, пак е тој премиер. Нели требаше сега да го турните и вие да бидете премиер, господине Мицковски? Вие да бевте премиер требаше сега. Имате подкрепа од народот, ги имате сите услови кои ги создаде Нарко Заев со другите. Ги имате сите услови. Кои повеќе услови ги сакате па за да добиете? Па гледате Зоран дека е налудничав, трчај лажие, дока што ќе стигни. И сега ќе те излажи пак. И пак ќе те излажи. И веќе бидиме сведоци, овие остануваат во историјата, говорите. Ќе бидиме сведоци дека и со пописот ќе има лага, а и со оние другите договори кои ги постигнавте ќе има лага. Зошто ќе има лага? Зашто човекот лажи како скинат. Лажи како скинат, еднаш уста отвора, 3 лаги трга. Не знам што да кажам повеќе, затоа што навистина сум до некој степен изненаден и разочаран, што луѓето со лижавче мислат дека го решиле проблемот. Одложувањето на пописот не е решение, менувањето на методологијата е решението. Ние се буневме, почитувани наши, ние се буневме заради методологијата, заради начинот на кој се попишуваат и кои се може да се попишат. Зоран Заев ќе кажи сега дека мртвите нема да бидат попишани. Меѓутоа, на апостолот Симоски, јас му порачав дека апостоле, името ти е големо, меѓутоа ќе ти го извалкаат. Ама тој и самиот си го извалка. Во пописот на апостолот како директор не е независен. Не е независен, да се разбериме. Ако не се сложи ДУИ, попис нема да има. И вие кои тврдите сега, овде кои ми пишувате на Фейсбукот, дека патриотски чин е да се попишиме, нема да бидете попишани. Вашиот патриотизам не врви кај ДУИ. Не врви кај ДУИ тој патриотизам. Тие прашалници нема да се бројат од независна комисија. Тие ќе се бројат со бугарски софтвер, бугарска компанија е. Нема да не се лажиме сега дека ние направивме, пак ќе речам, измисливме топла вода. Софтверот не е и тој валиден. Не е валидна методологијата на пописот. Ќе си ги избираат тие, нарачани се само бројките, тие ќе ги напишат бројките. Видовте дека стигнаа до 200.000. И сега, спрема она што го слушнав јас, апликацијата важи, значи 200.000 оние што се попишани до сега важат. И во септември ќе важат. Нема да важат. Јас ви порачувам дека нема да важат. Јас не сум некоја политичка сила, не сум некој влијателен човек, меѓутоа многу сум честен македонец. Честно им кажувам на македонците, не ги лажам политички
Не ги лажам материјално, знаат дека сум доброволно овде, 25 години сум волонтер, доброволец. 25 години и повеќе од 25 години. А се вие другите што работите, работите за пари. И за пари ја продавате Македонија. И барате после помош од диаспората, нема да добијате помош од диаспората. Диаспората живее во демократски држави. Ние знаеме како се прави попис овде, знаеме што се договори, знаеме што е добро, што е лошо. Затоа ве советуваме. Внимавајте, ти пак ќе ве касни змија. Ако ја вас ќе ве касни змија, отровот ќе стигне и до нас. Затоа што телото е едно исто. Македонско е телото. Кога змијата ќе окасни еден македонец, сите ќе не касни македонците. Каде и да сме. Ама оние што со дебела кожа, како нарко Зоран, тие немаат гајле, ниту од предавство, ниту од страм, ниту од фамилија, ниту од пријатели, ниту од меѓународна заедница, ниту од никого. Затоа, господине Мицковски, земи си го стапот под мишка, лопатата на рамо и смести го Зоран Заев каде што треба. Смести го нарко Зоран каде што треба, затоа што ние ќе речиме enough is enough. Enough is enough. Нема повеќе место каде да одиме. Стегнати сме до ќошот. Ви благодарам многу.